повод 18 октомври, Европскиот ден за борба против трговија со луѓе, продолжен живот, пошто е во мултиетничка мрежа или мрежата Будност, која работи на цела Македонија, на ниво е распрестаната од 14 невладени организации. Денес во сите тие градови се одржуваат состаноци, едукативни работилници и делење на едукативен материјал по средните и основните училишта и нормално се разбира дека и во центрите на градовите, како што сме и денес овде, бидејќи трговијата со луѓе не бира ни начин, ни место, ни време, ни етникус, ни раса, значи секој може да биде дел од сето тоа. Меѓутоа, затоа и сме тука превентивно и едукативно да делуваме се со цел за да можеме да го надминеме тоа зло, бидејќи и од самата влада се усвои националната стратегија за борба против трговија со луѓе, а во склоп се овие активности за самата имплементација. Затоа денешниот ден го обележуваме со делење на флаери едукативни работилници, а не само овде во Струмица, значи сега заменуваме и во општина Радовиш, каде што навистина има потреба да младите бидат едуцирани и да делуваме ние како невладни организации превентивно. Значи како пограничен район, пошто ние сме на граничен превен Ново село, не можеме да кажеме дека не сме и младите не се изложени на една малку поголема опасност, затоа мораме овде да превентивно делуваме во теке се изработка на локални акциони планови. Значи мимо релевантните институции кои долги години работиме, сега и општините, во кои локални акциони планови, значи планираме општина Ново село, да можат и они да бидат директни учесници за се заедно да можеме да го надминеме тоа зло. И морам да ви кажам, значи јас навистина би сакала да ви дадам некој статистички податок, меѓутоа во изработка се најновите анкетни прашалници, значи после 2005 година сега го правиме пак истражување на терен, да видиме до кај сме, како сме и на кој дел уствари анкетните прашалници ќе ни кажат на кое поле можеме да делуваме се со цел за да можеме да ја надминеме и дали да ја намалиме оваа нус појава која е доста застапена во нашиот регион. Ако порано бевме транзит земја, значи сега сме земја каде што имаме и домашни жртви, се разбери имаме и домашен шалтер центар за жртви од Македонија, меѓутоа е многу малку бројката и не можеме значи да сторителите ги казнеме, меѓутоа мораме превентивно и сите заеднички, сите релевантни институции и ние како обични граѓани да се соединиме и да работиме на оваа нуспојава.